Со оглед на тоа дека со оспорените одредби практично се уредува истоветна материја, овој пат на истоветен начин, како и во претходно укинатите одредби, се останува на ставот на судот претходно два пати искажан и, да нагласам уште еднаш, воедно конечен и извршен. Подготвителната седница за тој закон, што била порано одржана, ние судиите во судот во голем дел не сме ни биле судии во тоа време и не сме можеле да предложиме учесници во подготвителната седница. Јас се сеќавам кога имавме тука една иницијатива за законот за избори. Вас, колега, не ви пречеше тогаш што не сте биле во судот кога се одлучувало за тој закон. Држевте до тоа дека судот веќе еднаш одлучувал за законот за избори. Ај бидете на ниво, пошто викате дека е многу сензитивен закон, многу ги задирка човековите права, овој суд, и ја ќе го покренам тоа прашање, денеска да донесе времена мерка за сите овие одредби што е покрената постапка, да се запри извршувањето додека не расчистиме со сите стручњаци, кои ќе речете нив ќе ги викнеме тука. Дали за денешната седница, почитувани колеги суди, имаме стенографски белешки за да можам како судија кој што не сум учествувал во донесувањето на претходните одлуки на Уставниот суд, да ги имам тие стенограми. Нема. И не е пречка да се добие некој материјал во судот. Особено што се добивале материјали. Тука сме ги носеле со нас тие материјали и тоа од време кога апсолутно некој од нас не бил член. Од назначувањето на новите членови на Уставниот суд во Република Македонија, Уставниот суд веќе не може да донесе праведна одлука. Тоа е се со цел да се одоговлачи постапката поради изборите. Тоа е наредено. Значи јас напишав на едно место дека ова продолжена рака на власта. Зачудувачки е да на судија на Уставен суд да му треба подготвителна седница, дали презумцијата на невиност е уставна категорија, дали двостепеноста е уставна категорија. Ако тоа му треба на судија на Уставен суд подготвителна, па експерти да му објаснуваат дали е тоа уставно или не, секоја чест на нашето судство.